доцна на вечер, сепак има некој кој мисли на вас. Од целокупната енергија кој е тоа што мисли на вас, на мене, на тебе, зошто и што има да ми каже, да ми принесе во овој момент. Голем благослов, божествени души мои, пријатели, следечи на Уналум Тарот канал. Во овие доцневни часови сепак има некој кој мисли на вас, без разлика дали е ден, дали е ноќ, кој верувам дека премногу му значите, кој гаи емоции за вас и кој сака во овој момент да ви принесе нешто од неговата душа и мисли. Ајде да видиме која е таа персона која мисли на вас, зошто мисли на вас и што сака да ви принесе, да ви порача како порака, за да видиме дали има некоја акција, реакција, или сепак ќе остане само како мисловна порака и само присакување и мислење за неделување и неконкретност. Имате две групи. Првата група, интуитивно да си одбирате една од групите. Јас ќе ви кажам, више се спремни групите, не можев да дочекам, а да не спремам. Само ги поделив картичките и ги оставив за подолго време и кога дојде моментот да ги принесам пораките, од таа персона негдека меѓу денот и ноќта, меѓу сонот и јавето, сепак мисли на вас и имате огромно значење во неговото срце, како такви. Колективна и групна енергија е, а сепак возбудувачка. Јас сакам да знам кој мисли на мене во овие доцневни часови, кој не спие, а може би и спие, а претходно размислувал за мене. Така да имате две групи, интуитивно и спонтано. Одредите се за една група, може би ќе посакате и двете да ги слушнете. Како вие посакувате, така, може би не сте сигурни кој би мислел на вас и што би ви порачал. Така да, првата група ви е оваа божица на месечината. Таја ја означува емотивноста, скриеноста. Во неа тлеат емоции но сепак се прикриени и генерира една убава водена енергија.
а таа е божицата заштитничка на земјата. Таа е запишана како Гаја, значи божица на земјината планета и е тесно поврзана со земјата, значи со се она што е опипливо, што е духовно, што е мокно, па дури и разорно. Така да имате две опции за кого ќе се одлучите, ви оставам простор, а додека се одлучувате, можете слободно да ме запратите и ви благодарам што ме следите, што лајкувате, што ставате лајкови на коментари, што коментирате. Искрено и од срце ви се заблагодарувам за тоа што го следите мојот канал, што го погледнувате мојот канал, што добивате инспирација од мојот канал и така се трудиме да растеме и да споделуваме енергии и можности за што понатаму во овие достигнувања. Само да затворам прозор затоа што имаме бука. Доколку се одлучивте, јас би почнала со исчитањето на енергии од првата група, втората група ќе ја ставам на страна и да започнеме. Кој ја избра првата група, добре дојдовте во првата група и нека ве поднесе енергијата на месечевата божица, инспирација нека ви биде. Се надевам дека ќе слушнете некоја многу искрена порака и ќе дознаете кој сега мисли токму на вас во овие моменти. Па да започнеме. Ајде да видиме енергијата на таа персона која мисли на вас. Се надевам дека се гледа, да. Еве, ќе ги отвориме. Тарот картите. За да видиме, па ова отпосле ќе биде поставено. Ова е некој кој е многу креативен. Земете како ви одговара, јас зборам во женски род, значи од мој аспект гледано, бидејќи сум жена. За мажите ве замолувам да го свртите обратно моментот. Ова е некој кој што е многу креативен, експлоративен, значи персона која сака многу да истражува, да запишува, податоци да внесува, дали во тефтер, дали во мобилен, што нонстоп слика, снима. Можно е да е во браншата на писатели или пак истражувачи.
адиктивна персона, значи персона со порок, дали има некој порок од, значи порок може се и се што да биде. Овдека е наведено во картичката дека е адиктивна, пие, но ја би рекла дека порок може да биде се и се што. Може да е порочна во јадење, премногу да јаде, може да е порочна во донесување на непродуктивни одлуки, може да е порочна од типот на контрола, бидејќи ја имаме картичката на наблюдување, значи следење, обсесивност. Значи оваа персона има обсесивност на социјалните мрежи од вас и не може да ве отпушти во никој случај. Најверојатно се работи за некоја бивша персона ваша, која сте расчистиле или се уште немате расчистено, но сте се оддалечиле поради неговата ненастапувачка, нестабилна енергија и неговата адикција. Ова е некој персона која е во блокади или била во блокада со 9 стапови, била во блокада, не можела да оди напред поради кармички нерасчистени делови од неговиот живот. Може да била порочна од водење на љубовен живот во 3, значи во тројца, во четворица, во петорица, и се уште се наоѓа во тој кармичен циклус. Значи овој кармичен циклус мора да го исцели, да го излечи, за да би дошла во момент на стабилност, во момент на крал на пентаклите или крал на паричките. А кралот на паричките е една стабилна личност, авторитетна личност. Не премногу значи не премногу дава од себе, но е претежно стабилна личност која се води со фамилиарна личност, но повеќе се води со рацио него ли со срце. Инаку голем борец, најверојатно се борел и за вас, за да ве задржи во неговиот живот, па макар било тоа само како задршка, може ве ставал на момент на исчекување, на чекање.
харизматична личност, но адиктирана, обсесивна. Харизматична личност која се провлекува преку моменти на љубовни врски во 3, во 4, со 4 персони и генерално земено персона која сака прослави, која е повикувана на прослави, на забави, но кармата и кармичкиот дел неотплатен е кај него во напредок, моментално е во фаза на лечење, на отплата на кармички дел и во кармички дел и оваа персона како таква има мисли на вас, не може да ве отпушти се уште, се кае за и најмала повреда ако ви направил и верува дека ќе дојде до стабилност, поготово економска стабилност и најверојатно би ве контактирал од кога ќе отплати кармички дел за неговото понашање или за неговите неубави моменти направени пред вас во неговиот живот и после вас во неговиот живот и со вас во неговиот живот. Значи, момент е отплата на карма, он е во самоборба, адиктиране, значи неизбалансиран во моментов. И едноставно ве земал здраво за готово. Значи, не можел да верува дека постои љубов за него, онаква како што на секого му следува. Ајде да видиме тилив картичките што ќе кажат како судбинско значење за оваа персона што мисли на вас. Имате кракет кап, значи скршена чаша на патот. Значи скршен му е, значи тој го има скршено животот, буквално. Значи го има преполовено животот на повеќе моменти, затоа е во кармички момент, значи чисти карма, отплаќа карма, значи дали е негова, дали е на некого, не се знае, но тој отплаќа карма. Е во депресија, анксиозност, се грижи. И се грижи дека некој има позади вас. Значи, се грижи дека некој има позади вас. Затоа и најверојатно мисли на вас и ќе видиме што ќе ви порача. Да. Некој има до вас или некој има позади вас или вие више сте
тој мисли дека вие сте дека имате некого покрај вас. И затоа и се плаши, поради тоа што е повлечен сам во својот свете и има отплата на карма. Значи, кармата го надвладува. Тоа е во само деофанзива, значи во само борба. Има борба помеѓу срцето и разумот. Значи, не може да го успостави никаков баланс, сам со себе може би е во темната ног на душите, но ова е негова лекција која мора да помине во неговиот живот. Затоа што ве земал здраво за готово и не можел да осознае дека вие сте таа права особа за него. Му се нудело вреќа на задоволства, на изобилство, но најверојатно не го има видено моментот на такво нешто, а таа вреќа на изобилство и на изобилство од типот на љубов, емоции, пожртвуваност, почитување, респектирање, реципроцитет за една врска сте биле вие. Па вика мака долина. Тој има длабоко препознавање на својата персона, за да дојде до еден мир во неговиот живот. Да дојде во еден мир и да дојде до посакуваната среќа и напредок во неговиот живот. Но тој се осеќа многу уморно, дури и неговата енергија е во многу голем пат, бидејќи е персона која е премногу фрустрирана. Значи, премногу изфрустрирана од премногу действија во неговиот живот, а се надевам дека и со вас исто. Оно има повредено за нешто и доколку ви има повредено, кармата секогаш се појавува во момент кога универзумот ќе вмеша прсти во една врска. Кармата е најверодостојна лекција во животот на една персона. Кој не доживеал карма, не знае од редот на универзумот, како треба да се работи на земениот свет и во животот на земениот свет. А земениот свет сме ние и затоа сме во петата димензија, во подножјето на петата димензија. Значи, високо треба да вибрираме, за да оваа карма ја расчистиме. Има уште многу до крајот на оваа година, каде што сета карма треба да биде комплетно исчистена на оваа планета, од секој еден. Романтичните ангели велат вака, вика, направи простор
Вика, убавата љубов се исплати да се земе како чекор во чекор и тој е на прагот да го истражи земањето. Ова била вистинска љубов. Значи, вие сте биле вистинска љубов за оваа персона и вели вака, вистинска љубов. Ова беше романса за цел живот. За lifetime. Значи, за цел живот. Но очигледно некој тоа не го видел и не го искористил. Да. Тој е адиктиран, значи затоа и не може да ве отпушти. Значи, порочен и афектиран, значи, ефектиран со неговиот романтичен живот, значи дел од неговиот љубовен живот, како таков. И тој треба да се ослободува од време, вика, време е да се ослободиш од контрола на твојот живот. Значи, тој е време, затоа и отплаќа карма. Значи, тој е поставен во една контрола, значи контролирачка фаза, каде што затоа и нема сооднос помеѓу срцето и разумот. Значи, тој ги контролира нештата во неговиот живот, во самиот себе, и затоа вика, треба да се ослободиш за да ги видиш моментите на убавината на тоа што си пропуштил во твојот живот. Ајде да видиме што ќе ви порача оваа персона као за крај. И да, тој е во многу голема болка, буквално е скршен. Ама не е скршен од вас, тука е скршен од самата карма, значи од тоа што он сам си го производил. Вика, јас сум во толку многу голема болка, во многу болка, во премногу голема болка. Јас мислам дека треба малку да забавиме. Малку да забавам или да забавиме. Ајде. Јас се осеќам во исти правец како и тебе. Најверојатно си уште имате конекција, интуитивна конекција имате. Значи, интуитивно се препознавате, бидејќи се уште не може да ве отпушти, ја чувствувате неговата енергија како таква. Вика, јас ќе бидам подготвен. Јас сум подготвен. Значи, тој ќе сака да започне нешто ново со вас, најверојатно и би ве контактирал, но од кога ќе заврши оваа карма,
кога ќе заврши процесот на кармата и кога ќе дојде во самоспознаја, кога ќе знае што сака и да даде добра одлука, добра прогноза за што понатаму. Се надева дека вие не сте трнале по својот пат. Не ве испуштил буквално. На него многу му е жал, бидејќи е во многу голема болка. Јас се грижам за нас премногу. И 7 има значење, значи седмица, двојка, 0, 7. Вие земете како ќе резонира за вас. Ова. Две. Јас сакам ти да избереш. Значи, има тоа да ви порача. Тој размислува на вас затоа што најверојатно ве пропуштил како личност и ќе сака да се врати во вашиот живот, но ви остава вие да размислите, вие да одлучите дали ќе се врати во вашиот живот, дали ќе му дозволите или не. И вика, I'm too afraid to talk to you. Вика, јас стварно се плашам, значи се плашам премногу да разговарам со тебе. И уште една порака. За крај. Убава енергија, дури и жалосна, затоа што сите не се наоѓаат во ваква ситуација. Ова се многу тешки процеси, напоменување на една карма. Ти си во грешка. Значи, најверојатно, вие сте во грешка затоа што мислите дека тој нема да дојде повторно кај вас. И нема да ви се јави и дека сте го завршиле поглавието со него, но тој ќе проба, како и да е. Нема да се откаже. Има и борба. Во тарот картите вика дека се бори сам со себе, но ќе се бори и за вашето присуство до него. Значи, повторно да ве врати во негов живот, но не на ваков начин. Значи, не со кармично неотплатен додел. Затоа што кога една карма се обработува, не може другиот да ја сноси последицата на таа карма и не може другиот да отплаќа иста карма заедно со партнерот. Значи се знае, кармата е за будење на свеста и самосвеста во една персона. Тоа е закон во универзумот. Закон во астралниот свет, кој секдека е погоден. Значи, секој што диши на оваа планета и секој што произведува лоша карма, ќе си го отплати делот на таа карма од делот на кармично лечење и кармично неделување. Значи, само спознавање на самите себе си. Значи, затоа и ја викаат карма, онаму каде што е произлезена со лоши нешта и од лоши нешта, повреди, повлекување, адикции, неотпуштање, следење, самите со себе или на некој друг, реципроцитетно, кармата стига како лоша карма од типот на отплаќање
за сето она што е случено во грешен контекст, но постои и добра карма, наречена дарма. Тоа се благослови од универзумот кои ги следат луѓе што не се значи не генерираат лоши чувства, лоши енергии кон другата персона или кон работен однос, ако е за работен однос. Значи има многу да се збори, јас би зборела, би направила едно друго видео, тоа потом за кармата и дармата, како такви, и би објаснила за преку картите, преку исчитување на енергии, би објаснила во каков сооднос одат кармата, дармата и буквално благословите од универзумот и неблагословите од универзумот. Значи, за универзумската правда. Ете така кажано, подетално. И ајде сега да видиме за кои знаци се работи овдека, кој е оваа персона во хороскопски знак. Можеби можам да ви дадам некоја смерница за оваа персона. Да видиме. Само момент. Ајде да видиме кој хороскопски знак ќе се даде, како би знаеле за која персона се збори, кој е оваа персона која мисли на вас. Ова е истражувач, човек кој истражува, кој запишува, може би е нотар, може би е некое лице од администрација, може да е лице кое работи со журнализам, може е писател. Имаме девица, имаме лав, имаме бик, имаме јарец, стрелец, и огнени знаци, овен, лав и стрелец. Така да земете како резонира за вас. Ова може да е и ваш хороскопски знак, или знак, подзнак, месец или Венера од некој од наведените хороскопски знакови на оваа персона која мисли на вас. Зашто? Сака да се врати. Сака да ве врати во неговиот живот повторно, да се врати во вашиот живот повторно, да ве праша за повторно обединување, спојување. Подолго време немате контакт и е многу, буквално многу разочаран околу моментите што се случувале околу вас. Се чувствува едноставно како да треба да ви се извини, да ви го каже целиот момент на зашто се случило некој момент кој адиктиран, значи обсесивен со вас. Така да, јас се надевам дека нешто од оваа прва група ќе резонира за вас.
убави пораки, убави моменти, само не убави настани, добра персона, во секој случај добра персона, но после отпаќање на неговата карма или нејзината карма, ако сте во можност и ако ви одговара, можете да повторно да бидете заедно и да бидете стрекни како такви, како еден добар пар. Јас ви посакувам многу успех, многу здравје. Се надевам дека на оваа персона ќе бидете вечно во неговото срце и ќе важите како една личност на вистинска вистинска љубов која е како од ракав, како од рака пролетана, исклизана. Ете така да кажам. Секој е добро прва група, а јас преоѓам на втората група да видиме која персона па за втората група има да им порача и кој мисли на нив. Секој е добро. И поздрав за вас, втора група. Сите вие што одбравте божицата на земјата или Гаја, која резултира со вкоренетост, емотивност, плодност. Добре дојдовте за вас, добре дојдовте во исчитување на енергија за втората група, па да почнеме. Да видиме кој мисли на вас, зошто и што има да ви каже, да ви посака. Ајде, ово. Вака сега да ви кажам, оваа персона е некој кој е сам во моментов, нема никој, тој мисли на вас, најверојатно повеќе патува, или има некоја негова професија која се е во движење, значи важи за движење професија, во движење дали околу светот, па да, во патување. Значи, мора да патува за да... персона која била во момент на недоволно, значи сакала уште и уште, но што се случува? Оваа картичка, not enough, недоволност, важи за персона која е недоволно гледа во животот, недоволно прати во животот и персона која само себе си прави саботажи, егоистична, егоцентрична, полн со страв и фрустрации, исфрустрирана особа, но има една многу добра работа кај оваа персона, која сето ова го добива од моментот со патување. Значи, овој момент го добива од неговата
од неговиот работен однос. Значи, од неговиот работен однос. Тој е во движење и сега што вика? Значи, персона која можеби прави јас што викам, иди ми, дојди ми. Значи, доаѓа и си заминува, па пак доаѓа, па пак си заминува, се поместува, значи, но секогаш ви возвраќа на она што ви треба, во прогресија е, значи прогресивна личност е и секогаш се враќа во момент, значи има добра самоконтрола, но е во само дефанзива, значи во само саботажа. Како да ви објаснам, не знам, ама мислам дека ме разбирате што сакам да ви објаснам, да ви кажам. Вие ќе имате состанок со оваа персона, може би сте и заедно. Состанок може би ќе имате состанок онлайн, може би сте се запознале преку онлайн мрежа. Но ова персона директно сака да биде во директна комуникација и во директна средба со вас. Тој има една нераскинлива мрежа со вас. Може би се работи и за ваш брачен партнер, кој може би не сте привремено не заедно. Земете како ви резонира на вас, но оваа персона мисли на вас. Значи, возвратна љубов има за вас. Ви дава и прима, значи, има емпатичност, реципроцитетност во него. И ќе аудира доколку имате контакт, бидејќи он сака тој ќе сака контакт со вас преку онлайн. Дали ќе добиете порака, дали ќе добиете позив од него, не знам. Тој сака да се врати во вашиот живот. Најверојатно сте во некомуникација или не сте привремено заедно, а сепак или сте во врска која е без обврски, но овој човек е сам. Да. Јас не гледам трета личност овдека. Вие сте тие што сте му љута за нешто,
најверојатно ви има нешто кажано што ве повредил и затоа и најверојатно ќе сака да дојде и да се извини, затоа ќе бара средба со вас. Оваа персона мисли на вас токму сега. Зошто? Ви објаснив, но сега ќе ви кажам и друго нешто. Оваа персона по секоја цена ќе ви понуди стабилност, ќе ви понуди, ќе ви истретира како царица во неговиот живот. Значи, 9 пентакли ви дава, 9 парички. 9 парички е момент на интеграција, стабилност, економска стабилност. Значи, ви нуди ас на паричките. Значи, ас на пентаклите. Значи, ас на пентаклите е нешто што може да изградите заедно како момент на бизнис, на фамилиарен бизнис. Има премногу емоции за вас. Ќе ви даде премногу емоции. Ви дава 8 чашки. 8 чашки. 8 пехари. Тој ве манифестира. Тој има желба да ве сретне. За сите, за вас, да напоменам, значи, кој не сте во љубовна врска никаква, а сакате да знаете кој би можел да биде овој што мисли на вас, тоа е некој нов, што сте се запознале преку интернет, преку социјални мрежи, кои што сте типкале, но не сте биле во можност да се запознаете, да се сретнете, бидејќи сте на дистанца. Значи, на дистанца. Тоа значи дека не сте од исти град, не сте од иста држава. Ќе има премногу емоции, има премногу емоции за вас, или ќе ги има овие емоции за вас, но има момент кој мора да стави крај на нешто и да започне нешто ново. Може ќе сака да стави крај на неговиот досегашен живот и начин на размислување и да започне нешто ново. Ново поглаве во неговиот живот да тргне. Убава енергија има, без разлика што ја имавме големата аркана. И малку помала аркана од ас на пентаклите. Ајде да видиме судбинските картички што порачуваат. Имаме гнездо, имаме девојка која е со врзана коса и седната на столче, значи на трон, како на трон. Имаме wild, имаме морков и имаме детелина со 4 листа. Пораките од чајните ливчиња или судбински картички на судбина, викаат вака. Ова е еден емоционална сигурност за вас. Овој човек што мисли на вас, оваа персона што мисли на вас, е во емоционална сигурност. Значи, или може да пружи емоционална сигурност. Тој е влюбеник во фамилија, или сака да изгради фамилија со вас, и тоа му е нешто
важно. Па потоа вика дека некој нов влегува во вашиот живот. Значи, ова е можно да е и некој нов или нешто ново ќе влезе во вашиот живот. Доколку оваа персона која мисли на вас и зошто мисли на вас, ќе сака да влезе во вашиот живот за да изгради фамилија, една стабилна, убава љубовна врска со вас, бидејќи има премногу љубов за вас. Има премногу љубов. Буквално оваа персона ве сака, ве осеќа. Емотивно ве осеќа. Тој има вика great worry over nothing. Значи, тој има грижи буквално за ништо. Тој се грижи буквално за ништо. Зошто мисли на вас? Затоа што ќе имате среќа со овој човек, оваа персона, доколку немате никој, и доколку го имате, ја имате оваа персона, до вас, а сте разделени, може поради работа, вие имате среќа со оваа персона и ви следува добра иднина, доколку прифатите. Се надевам. И имате нешто како морков, нешто што е земјено и што расте, излегува од земја, значи не плод, и вика, плодот е вашата иднина. Вика, иднина, ќе градите иднина или ќе отпуштите тоа во ветер, да оди, буквално. Ангелските, романтичните карти, романтичните ангели што ви порачуваат, вика, дадете и шанса на оваа врска со овој човек. Да поработите на вашите љубовни односи, на вашиот љубовен однос. Значи, ништо чудно да оваа персона што мисли на вас, работи на неговиот љубовен однос. Значи, однос од типот на изразување емоции, добивање на заслуга кај спроти него, значи кај партнерот и такви работи. Значи, овој човек работи вредно, има добра кариера, финансиски е стабилен и ќе продолжи да биде стабилен, ќе продолжи да биде во стабилност, така да во вашиот љубовен живот ќе има стабилност од финансија и од кариера. Верувајте му на сето она што ви го порачува, што мисли на вас и овој човек ви е судбина. Само тоа да ви кажам. И држете го вашиот ум отворен. Вашата душа може би ќе запознае различна персона
од вообичаено и очекувано. Значи, оно што очекувате и вообичаено би сакале да запознаете персона, но оваа персона ќе биде многу поразлична. Ова е судбински партнер, да знаете. Ова е судбински партнер што мисли на вас. Ајде да видиме сега што има да ви порача овој партнер на вам во овој момент. Оваа персона. Може би се знаете, може би се запознаете, а може би и више сте во врска. Да, љубовта е одговор. Love is in the answer. Љубовта е одговор. Љубов е одговор. Е одговорот. Значи, зашто мисли на вас? Затоа што сака да ви понуди љубов и сака да бидете негова или негов. Или нејзин. Негова или нејзин. Исто. Јас мислам дека би требало да подзабавиме малце, значи тој мисли најверојатно дека треба да подзабавите доколку се допишувате. Дека треба да подзабавите, ако се познавате од порано, може би вашите души се познаваат од минатото, од минатите светови. Може би е сродна душа, може би сте twin flame, ама ја мислам дека сте сродни души. Може би ќе треба да подзабавите малце, 7 број во значење. Јас ке не можам да те погледнам тебе сега, баш сега. Јас ке не можам да те погледнам тебе сега. Ке не можам да те погледнам тебе токму сега, right now. Зашто? Не знаеме, и 5 број значење. Може да е 5 и 7 роден, може да е 7 и 5 роден, може да е 75 годиште роден, може да има 57 години, може да е 57 годиште роден, доколку ме гледаат и постари личности, зашто да не? I imagine you naked. Ја те замислувам гола или гол. Осумка значење. Да. Буквално. Тој ја посакува душата. За него е важна душата. Затоа е мисли на вас. Да. Затоа е мисли на вас. Што добивам информации од овие картички? Може би и не се познавате со оваа личност воопшто, но вашите души се познаваат и се бараат еден со друг. Затоа и ги викаат soulmate, сродни души. Значи, на вас мисли сродната душа која можеби не ја познавате се уште. И треба да ја запознаете. Ајде да видиме сега уште нешто. Дали некогаш се грижиш? Дали некогаш се грижиш?
Ако сте поставиле прашање во врска со овој контекст на енергија, сите што гледате, одговорот е да. Ајде да видиме друго. Нешто ми прекина. Јас сум отворен за компрометирање. И 2 број. Јаде да видиме уште една картичка. Еве. Јас сум премногу љубоморна персона. Вау. А зашто љубоморна? Па да. Зашто? Егоцентричен, фрустриран, само себе саботажен. А сето тоа поради некоја работа или можеби поради некоја претходна врска која резултирала со ваков момент. Можеби од детството е тоа некој момент. Но сепак да не биде тоа пренагласено љубомора, неверојатно е љубоморен затоа што сака да ве добие и сака да ви понуди сето она што во негова можност. Така да земено двете групи ми беа искрено супер. Јас ја избрав таја енергија, доколку би сакале да знаете. И ајде сега да видиме кои хороскопски знакови доминираат во ова исчитување на енергии, да видиме кој би можел да биде оваа персона, хороскопски знак, ако евентуално не знаете, а сакате да знаете, кој е тој што мисли на вас. Ја ви кажав, тоа е персона која има работен однос. Може би работи на бруд. Сега ми текна. Може би е со бруд поврзано нешто, може работи на транспорт на нешто, може работи во царински дел, може униформирано лице да е. Да, затоа што го имавме 9 пентакли, 9 парички аспект. Да, имавме смрт како смрт. Да, тој ќе треба да... Он сака да заврши со еден стар модел на живење, да отпочне нов, или на стар модел на однесување и резонирање околу вас и да започне нешто многу ново со вас. Знак, познак, месец или Венера, оваа персона или за вас ова ќе значи, или за оваа персона која мисли на вас, зошто мисли на вас и што ви порача, е Водолија во хороскоп, земјен знак, познак, месец Венера, сите земени знаци се Девица, Бик, Јарец, Девица како земен знак, Рак, Бик,
Ваш земен знак одговара на божицата на земјата, јарец, како последен знак од ова исчитување, и на дно на декот имаме лав. Огнен знак, ватрен знак. Се надевам дека би го доловив моментот на исчитување на енергија за која оваа персона. Се надевам дека резонираше со втората група. Јас ви посакувам многу успех, многу здравје, да има се повеќе вакви моменти од размислување, од мислење, од посакување. Сепак, во оваа втора група, некој искрено и безусловно ве сака и ве осеќа во неговата душа. Не е само срцето, туку е душата. Тој е буквално персона која е љубоморна, затоа што не сака да изгуби вашата душа како момент за неговата душа, да се спојат двете души, и затоа јас мислам дека ова втора група е група на сродни души кои се на дистанца поради работа, поради бизнис, но има нешто што е доколку се познавате или сте биле во ваква една врска со оваа персона која мисли на вас, оваа персона сака да се извини за нешто што има изречено на вас, а вие сте секако во луто расположение, но сепак имате душа, имате разбирање. Ја мислам дека ќе прифатите состанок, порака од оваа персона, но ќе биде изборот даден како таков. Вие избирајте мудро, дадете конкретни одговори, барете конкретни одговори, разговарајте. И јас ви посакувам едно нешто, а знаете што е тоа, и секогаш ќе ви го повторувам. Љубете, бидете љубени, како оваа персона што мисли на вас и што ве љуби безусловно. Давајте си емоции, бидејќи се во животот останува во елемент на љубов, како пети елемент генерален во сферата на создавањето на еден нов живот, на една нова земја. Ни треба љубов. И јас би сакала да ја доживеат ваквата љубов сите на оваа планета. Се гледаме во во друго видео со други тематики, други проблеми. Се надевам дека ви дадов добра енергија, ви овозможив, и картичките ви овозможија добра порака, и
до наредно видео. Поздрав и секое добро. Не заборавајте, љубете и бидете љубени. И од мене, а најмногу од универзумот. Секое добро.